Денеска е Митровден. Православните верници го слават споменот на светиот великомаченик Димитрий Солунски, наречен уште и чудотворец и мироточив. Во сите храмови се служеа богослужби, а верниците упатија молитви до светителот со желби за добро здравје и благодет. Запалија свеќи и се поклонија на иконата. Убав празник е денеска, дели Митровден. Те на слава кидам, Панагија дига. И тоа. Секоја година ли доаѓате на црква? Секоја година доаѓа на Митрин, секоја година. На сите Господ да дава здравје, среќа, успех. Митровден зазема значајно место и во народните преданија и верувања кај народот. Според толкувањето, овој празник се смета за мегник меѓу летниот и зимскиот период во годината. Се верува дека со него почнува зимата, па од тука и изреката дојде ли Митровден, чекај си Ѓурѓовден. Инаку го празнувале сточарите, а зидарите Свети Димитриј го земале како свој патрон. Ако на Митровден е студено, зимата ќе биде остра и долга. Посебно значено е за овој ден да се спомене дека на овој ден се вршело главување, односно ангажирање на луѓе кои би ги извршувале функциите на момоци, кравари, овчари, козари и слично. И обично тој договор се правил за период од Ѓурѓовден до Митровден или од овој Ѓурѓовден па до следниот Митровден. Според жетието, Свети Димитрија живеел во 3 век по Христа. Бил син единец на градоначалникот на Солун, а по неговата смрт ја наследил неговата функција. Во тоа време областа била под римска власт и со неа владеел Максимилијан, кој ги прогонувал христијаните. Свети Димитрија Солунски чудотворец одбил да ги изврши неговите наредби, пошто бил сурово измачуван и погубен. Сиот имот, како што наредил тој по неговата смрт, била дарувана на сиромаси. Бил погребан во Солун, каде подоцна била изградена и црква, каде и ден денес се чуваат неговите мироточиви мошти. Инаку во Штипско Митровден се слави во селото Селце, каде пред 3 години се изгради црква, а како домашна слава се празнува и во Караорман.